Почитувани, хајката против угостителството во Скопје, која ја води управата за јавни приходи, мора да престане. Недозволиво е селективно, само затоа што некој не подклекнува под притисоците на султанизмот на Заев, да биде казнуван и затваран, а други без проблем да го заобиколуваат законот и за тоа ни влакно да не им фали. Како поинаку да се толкува фактот што некои фирми кои важат блиски до СДС и до Заев не ги исполнуваат законските обврски и за тоа се толерирани, а други без никаква опомена ригорозно да бидат казнувани. Наместо опомени, како што зборуваа, прва антиреформа е затвори се што не подклекнува под притисоците на СДС. Прва задача на инспекциите е да укажуваат, а не да казнуваат, ветуваше Заев во предизборијата, а сега прави се спротивно. Ова е типично за Заев. Едно зборува, друго прави. Тоа народот го вика лажење. Ова е очигледен показател за нивната дволичност. Како и за многу други работи, така и за тоа покажаа дека безочно ги лажеа граѓаните. Управата за јавни приходи очигледно се претворила во алатка за казнување на непослушниците и неподобните. И како што се зборува во јавноста, работи според црни списоци на фирми кои треба да бидат затворени. Другарството на Стефан Богоев и Сања Лукаравска гледаме дека им донесе катанци наместо живот на локалите. Тие на дело го спроведуваат планот за живот на Зоран Заев, кој подразбира јадење на живи луѓе. Граѓаните, стопанствениците и вработените на свој грб почествуваа каков живот им донесе СДС. Почетокот на крајот на оваа политика ќе се случи на 15 октомври, на престојните избори. СДС ќе доживее катастрофален пораз. Граѓаните тогаш ќе покажат што мислат за ова лудило на СДС. Ви благодарам.